Здраво на сите, во денешнава епизода на нашиот подкаст гостин ни беше Саше Јандреевски. Дете што на 16 годишна возраст има патентирано медицински шприц и со тој патент има освоено златен Архимед во Москва. Разговаравме за патенто, разговаравме за живото што го продолжува во Словенија, разговаравме за медицината. Уживајте во епизодава. Запратете не на Инстаграм и на Фейсбук, преплатете се на YouTube и на Patreon. Доколку сакате да ни донирате во криптовалути, то можете да го направите на линкот подолу. Фала ви што не гледате и сонувајте нешто корисно. Мене ми е интересно да слушнам млад човек што ми кажува дека во живото нема пробано капка алкохол. Не можам сега да си го навратам наназад филмов. Не можам да се сетам дека имам сретнал до човек што ми има речено дека нема капка алкохол. Немам, еве ги 19 ги наполнив пред 2-3 дена, немам. И не ни планирам. Не викам никогаш дека нема да пробам, али не мислам. Јас се гледам како лик кој што е доволно, знаеш, на некој ниво весел, па нема потреба да земе алкохол за уште поише да се развесели, на една страна. А на друга страна, па ти кажав, сум видел толку многу работи од тоа што таму волонтирав и работев, што едноставно тој алкохол ми е малце поише како непријател место некој средство што би ме развеселило поише. Кога почна да волонтираш и каде? Првото скроз првично. Ај живели, добре дојде. Фала ти. Првото стапнување во болница. И дали тоа волонтирање е причината баш оваква одлучна Што се однесува за алкохолов? приказна да ми кажеш во врска со алкохолот, да. Или Па некако види. само надополнува. Има и тоа дел, али не генерално целосно, да речем 100% одлука, не е. Меѓутоа, прв пат сум стапнал во болница 2016, мислам дека беше 2016 на одделение за педиатрија. Не, ти таманс. Така да на педиатрија. Претходно, дури бев основно одделение секоја година Црвен крст, редовен волонтер и за хуманитарни акции и претходно за овие што се тимовиве за прва помош. Така да ученик бев во Климент Охридски прилеп и имав една доста добра професора која што беше многу активен, активна во тој Црвен крст кај нас. И од тука сето тоа се зачна. Значи првите контакти со медицина ги имав во 7 одделение основно училиште кај што почнавме да се обучуваме за прва помош. Тоа што малте не е Со учителката тогашно. Да, мислам ние си бевме како тим, надпреварите се меѓу тимови. Мислам дека вреди да се спомни нештото, секоја година ги организираат, дури имаше и државни надпревари до пред некоја година, се надевам дека уште се организираат, не сум во тек. За пружање прва помош. Да, пружање на прва помош и надпреварите се изработени во вид на сценарија. Значи имаш комисија, имаш суди, имаш актери. Актерите се со веќе направени повреди, кои што се нормално вештачки, не е природни, не е вистински повреди. И тимов пристапува кон сценава, ги воочуваме повредите, ги санираме повредите, викаме брза помош, евакуираме ако треба да евакуираме и така имавме некаде околу за почеток околу 90 повреди кои што треба да знаеш како да ги санираш. Значи тоа е малце понапредно ниво од тоа што вие го учите за, сите ние сме го поминале за како курс за прва помош за возач. Така да малце понапредно нивото. Тука ми беше почеток она најбазично ниво кај што јас веќе влегува во тој свет на медицина и мислам уште сум тек на почеток, меѓутоа контактот прв со медицина беше остварен тогаш, 7 одделение основно училиште. После тоа, ако може малце да те навратам сега, се сеќавам на муабето прв пат кога се запознавме овде надвор, кој ти реков сашто дојди малце да се видиме, да помуабетиме. Не да го договараме разговоров, ама чисто јасно, да се осетиме како луѓе. Пак е
потребно сензибилитетов на човеков, интересите отприлика да ги знаеш за да можеш да го водиш разговоров, тогаш ми остана осеќавање, те прашав како дојде медицина во твојов живот и одговоро хронолошки гледано оди уште пред. Да, да. Ај малце, Значи, пред да продолжиме, кажи ми, тоа ми е многу интересно. Тоа беше доста ќе му биде интересна интересно и на слика луѓе. на одделенската наставничка која што ми беше до 5-та. И Значи, уште- таа беше таа нештото што го запримети. Ти кажав тогаш и пак ќе ти кажам, значи тогаш во мое време, тогаш кога бев прво второ одделение, беа актуелни тие бакугани, играчките пластични кои што беа со магнече и се Бакуган, отвара, да. ете така како имаше змеови некои како знаете како со картички си беше, и беа доста интересни како за мене И популарни за нас, меѓу за децата млади деца, тогаш, да. И имавме една ситуација кај што по ликовна уметност требаше да нацртаме наши омилени суперхерои. И скоро сите другариве и до ден денес некои од тие деца ми се другари, кои цртаја пакугани, некои Dragon Blade, такви работи, кои цртаја, не знам, Супермен или вака или така, а јас нацртав гинеколошка сала, операциона гинеколошка сала. Не знам зошто гинеколошка, меѓутоа ете, може и некоја слика тогаш како дете ми останала. Али нацртав сала, операциона сала, кај што доктор спасува пациент. И то доста живописно за дете од второ одделение. И од тука самава наставничка кажа као демек зошто нешто, како нешто во не знам, сакам да бидам доктор во иднина и то така остана. Меѓутоа дека јас во моето семејство немам никој од страна на медицина, мислам имам подалечни роднини кои што се и доктори и специјалисти, али генерално во потесната фамилија немам никој. Така да таа желба си има вродено негде и некако, али како, мислам за таа рана возраст не знам. Али така има останато, ја до ден денешен е така. И се сега нема неколку години простор и првата средба е со буките за пружање на Да. прва помош. Да, со буките за пружање на прва помош веќе објаснив, ви кажав прилика како нештото започна. Идам веќе 9 одделение основно, се зачленувам во тимови за прва помош на град Прилеп. Одамна уште понапредни курсеви, се Кај се запишувам одржуваат тие курсеви? во Црвен крест Прилеп. Значи цело време нештото е организирано од Црвен крест Прилеп. Секоја година нештото се обновува. Нешто што јас го започнав индивидуално како мој проект беа тимовите за прва помош на гимназија. Така да, бидејќи бев ученик на гимназија, во прва година по моја иницијатива, бидејќи имав доста слободно време, сакав да направиме тимови за прва помош кои што ќе представуваат гимназијата и едноставно каде што ќе идат деца кои што ги интересира да научат нешто повеќе за првата помош и ајде некои зачетоци на медицината, генерално на ургентната медицина, ако веќе сме специфични. И бидејќи немавме нити доктори кои што не учеа, нити па некои презентери, значи бевме, ајде малте не само уки деца кои што оделе Црвен крст долги низ години претходно, ги земавме програмите од Црвен крст, вежбавме со наша опрема таму во гимназијата, се спремавме за надпревари и така тоа беше прва година со волонтирањето. Попатно прва година ги дори бев гимназија, еден ден појдов кај во болница во Прилеп кај нас и разговарав со тогашниот директор околу можност да се вклучам како волонтер на било кој одделенијата кај што е потребно. Или ајде Значи само иницијативно да, му пристапуваш на директоров од болницава. Први кај надлежни органи, не знам како беше тогаш, дали беше секретарка жената каде што се обратив, после таа ме насочи кон директор, бидејќи тој треба да даде дозвола, сепак тогаш станува за дете кое што нема врска со никаква врска со медицина, меѓутоа го има ентузијазмот да помогне и да научи. Директорот тој што го препозна и без никакво размислување кажа дека можам уште наредниот ден да почнам, беше летен распуст, се сеќавам. Се вклучив во одделението на педиатрија, кај што одев прилично краток период, бидејќи кога почнав додам, пак
значи и самиот персонал таму е доста чудно да видиш дете од 15 години во медицинска униформа, е малце чудно. Меѓутоа јас желбата што имав и ентузијазмот што го имав и до ден денес падаме вратите на 14, истото ќе го направам и нема воопшто да се предомислам или да речам нема додам. Имаше и некои несогласности, значи многу нормално, тие си се професионалци. Во смисла несогласности, сакам да кажам дека ми беа пружени доста совети, како некој кој што е мал и кој што е тек на почеток тогаш. На педиатрија останав, мислам дека околу 3-4 недели, можеби месец дена, и таму поприлично ги одев полни смени, обично денски смени и помагав што се однесува на местење на болнички кревети, спремање на материјали што се однесува на гази, спремање на инхалатор или нешто. Значи се уште немав контакт со пациентите, бидејќи пак не сум медицинско лице, нити сум овластен за било каква интервенција, сум бил ученик во гимназија прва година, меѓутоа мене ми беше интересно јас само да вршам мониторинг на како луѓето работат и сето тоа да го впивам. Мислам, како и докторите и професионалците и медицинските сестри таму, како работат се со цел јас да бидејќи, мислам, кога ќе го прочиташ нештото во книга е многу различно тоа како нештото се прави. Мислам, таа теза што е доста вистината во медицината е дека едно е да го имаш знаењето, друго е да имаш праксата. И тука стварно има голема разлика. И затоа и баш сакав таму да појдам и да видам како се работи нештото, да го впијам во мене за понатака да можам да го искористам. Во оваа прилика би ги поздравил сите и доктори и сестри кои што се на одделението на педиатрија и би му се заблагодарил, иако бевме доста краток период, доста краток период бев таму. Причината поради која што прекинав беше доста интересна. Пак како медицински персонал секој кој што работи на болница си носи ризик од самата работа. Добивме едно младо машко, бебе пациент, кој што носеше менингококна сепса. Значи мислам дека беше и објавено по новини тогаш и по медиуми. Значи беше пациент кој што беше заразен од менингококна сепса. Тоа е доста заразна и опасна болест, смртоносна. Цело одделение бевме, си примавме цитарал. Тоа е едно превентивна терапија во случај да се случи било каква инфекција, да бидеме заштитени колку толку. И после тоа се осетив, малте не, на мој 14 години реков, малце, мислам дека пребрзо заминав, не пребрзо заминав, туку многу се залетав кон нешто, треба малце да успорам и реков дека заклучно со тој случај прекинав. Во смисла дека е се уште рано. Не дека дали јас го имам познавањето или не. Во тој момент сум немал никакво познавање. Соочувањето со опасност. Ете така, да. Значи генерално тоа. Да, значи поради лична моја безбедност, каде што се уште не сум здравствен работник, нити па сум лекар, нити медицинска сестра во тој момент, реков дека е премногу за мене. И едноставно прекинав во најдобри односи, дури и на совет на тогашните доктори дека се случуваат такви работи, дека можеби е се уште рано. Иако прекинав, не се откажав. Прва гимназија завршив, почнав да работам на шприцо, мојата прва иновација. И како јас дознав за тебе, тоа е усвари. Да, тоа е одликата поради која што, иновацијата по која што и ти како што милуваш да кажеш детето со шприцо, значи едноставно. Не јас како што милувам да кажам, али малте не тој метафорички израз по кој што сум се одделил во градов и кој што ќе кажат. Да, таа позитивна стигма те прати ден денеска. Ти така за прв пат стануваш познат и фокусот на јавноста се лепи на тебе. Во моментот кога ќе излезиш и кога ќе кажеш дека имаш своја иновација на 14 години? 16. На 16 години? Да. 2019, ама на 14 години почнуваш да работиш, нали се? Не. Значи, на 14 години воопшто не ни беше нештото во идеја.
После волонтирањето на педиатрија, јас прекинав со волонтирање, воопшто мислам малце паузирав, бидејќи гимназија беше доста захтевна програмата, мислам смеро, математичко бе, бев сконцентриран на тоа нешто и малце сакав да паузирам, бидејќи ти кажав, малце се почувствував дека сум пошол предалеку, иако мојата желба беше огромна. После тоа, наредната година, втора гимназија, не, фактички кон крајот на прва гимназија беше точно сега, не знам временски да ти кажам, меѓутоа се обратив во здравствен дом Прилеп и бев многу заинтересиран да волонтирам во итна медицинска служба или итна медицинска помош. Нештото ми беше овозможено и таму фактички го почнав то баш волонтирање каде што и до ден денешен кога и да појдам и кога и да можам помагам и волонтирам. Почнав како многу мало дете, мислам неискусен и без никакво знаење, а таму праксата што ја стекнав и што ја научив во тие година и пол, година и 9 месеци, не знам точно колку активно одев. Мислам дека нема нити книга, нити енциклопедија, нити па испит кој што може да ме научи на работите што ги научив таму. И посебно на работите кои што ги видов таму и кои што допрва би ги гледал во иднина. Така да тоа е, мислам дека вака најголемиот плюс од целото волонтирање. И оттаму и се вроди самата идеја за шприцо и оттаму започна се тоа. Како се вроди и за каков шприц станува збор и Вака. од моментот на патентирање, која е иднината со оваа иновација, што се случува со овој шприц денеска, кој го користи? Вака, значи, во моментов, кога јас почнувам да волонтирам во идна медицинска помош, ги согледувам проблематиките, кои проблеми си присутни, што фали. Во секоја служба си има, мислам, во секоја потесна заедница си има своји плусеви и минуси, посебно работна заедница кога станува збор. И заприметив дека доста од тамошниот персонал и до ден денес има висок ризик од повредување со медицинска веќе искористена икла. А зошто е тоа така? Тоа е така поради тоа што една е ситуацијата кога ќе имаш хитен случај на одделение, каде што си во болнички услови, во стерилни услови, а друга е ситуацијата кога имаш хитен случај на терен. Дали тоа било среде улица, дали било во нечи дом, дали било во градежен објект, не разбираш, значи не знаеш каде ќе биде тој хитен случај. И во итна медицинска помош многу се битни милисекундите, не секундите, милисекундите. И луѓето што таму работат, никогаш нема да било кој да појде да работи, не само тие таму што работат, значи било кој што работел во итна медицинска помош не се ставил на прво место, па после пациентот. Значи првин ќе се го ставиш пациентот на прво место, после твојата безбедност. Тоа е така бидејќи самите секунди се битни. Дали пациентот ќе арестира, дали ќе има срцезастој, што било кој сценарио да е, ти мора да си спремен во истата милисекунда. И тука доаѓаме до еден момент каде што за да ти заштедиш време, многу често се случува во самото брзање да се повредиш со игла. Во време дури си, мислам, додека трае транспортот во комбе, посебно на некои поостри кривини и со поголема брзина, исто се случувало да се залета самата сила, па повторно да се повреди здравствен работник со игла. И од тука почнав да истражувам, да видам чисто колку е тоа, мислам, дали представува глобален проблем за здравствени работници во светов и дали има некакво решение. Дојдов до бројки кои што страшно ме зачудија, заради тоа што кога ти ќе се повредиш со игла, носиш, мислам, самото повредување со игла станува збор веќе за еден ризик каде што сите болести кои што ги носи пациентот и кои што се преносливи по пат на крв, има шанса да ги добиеш и ти. И доаѓаш до момент каде што ти си учел 6 години, си специализирал 4 години,
мислам си го вложил скоро цел свој живот во таа кариера и во тој благодет да ти можеш да спасиш живот и доаѓаш во еден момент каде што самиот на себе си викаш од едно повредување на игла може да дојде крај на кариерата. И тоа стварно доаѓа за некои луѓе, кај нас во Извини Македонија. само да те вратам во истражувањава до какви бројки најде? Значи, моментално мислам дека се намалени бројките, меѓутоа 1,5 милион здравствени работници годишно, зборам за во 2019 се заразувале со хепатит Б и С поради повреда со веќе искористена игла. На светско ниво? На светско ниво. Тоа се податоци објавени од Светска здравствена организација, статистичкиот центар, така да од тие 1,5 милион околу 40% завршувале катастрофално. Што значи или кома или смртен случај. Ти можеш да забележиш каде што во светот во моментов, ова зборувам пред корона, беше во огромен дефицит од здравствени кадри на секаде низ светов. Кога дојде после корона кризата бевме уште толку во поголем дефицит на здравствени кадри, доаѓаш до заклучок дека здравствените работници воопшто не се заштитени во смисла на користењето на опремата која што ја користат. Не зборуваме за ефективноста, за протоколите, за точноста на протоколите. Тоа нити сум надлежен, нити па и кој имам знаењето да го дискутирам. Постојат професионалци кои што ги одредиле тие протоколи на аплицирање на леки кои што морат да бидат почитувани. Меѓутоа фактот беше дека шансата за повредување со веќе искористена игла е многу голема. И од тука зачна моето размислување, тогашно размислување како нештото би можело да се реши, кои се механизми ги направиле до сега, бидејќи јас не измислив топла вода. Значи, едноставно го воочив проблемот и сакав да го решам. Тој проблем беше едноставно сакав да си ја заштитам мојата идна професија. И кога дали тоа медицинска сестра или доктор, кога ќе го аплицира лекот да биде безбеден, колку толку, можеби не 100%, али да биде побезбеден од моментот, мислам, на сегашноста. Почнав со чачкање по интернет, читање на нови модели на шприцеви, како што се во овој момент ќе ги спомнам инекциите Клексан. Тие беа првите 2009 дизајнот публициран, каде што има дизајн на иглата, каде што сама влегува во местото на аплицирање, значи иглата врши само убризгување и само повлекување преку амортизер кој што е веќе вграден во самиот шприц. Со тоа што тука веќе ја видов постоечката идеја дека би требало овие еднонаменски шприцеви кои што се користат во глобална употреба, би требало да одат на пат на промена за да го достигнат некој си тој модел. Меѓутоа моделот на инекциите Клексан е доста софистициран бидејќи тие модели се специјално дизајнирани само за терапијата Клексан и за ништо друго. Сакам да ти кажам, не можеш ти да аплицираш со тој шприц од Клексан витамин С или не знам амоксицилин или било што друго како терапија, дали било венска или мускулна. Со тоа што тука застануваме и мислам тука јас застанав и едноставно гледав дека имам проблем. Почнав сам со разрешување на тој проблем, чисто почнав да и на бела хартија така да цртам, да видам што можам, како можам да направам, размислував за идеја и по некои 4-5 месеци, така чачкање по 2-3 сати дневно. Значи секојдневно ова е присутно како Да, тоа е знаеш како потрага по решение. Како подсвест. Значи ти не знам, сум бил на час по историја во моментот, ама подсвесно размислувам на тоа нешто. И подсвесно размислувам што би се случило доколку успеам да дојдам до решавање на тој проблем. Иако во тој момент не знаев кај одам, не знаев што ме очекува, не знаев ништо, буквално ништо. Значи не ни го знаев поимот иновација, неговото значење. Мислам, право значење на патент, на иновација, на завод за патентирање и такви работи, ништо поима немав. После некои 6-7 месеци доаѓам до една прва нацртана идеја, кај што малте не ми излезе при сметката и цената дека еден шприц би коштал околу 150 денари, што е
неисплатливо. Моментално шприцерите коштаат по 5-6 денари. Таа идеја беше со софтицирана технологија, со доста механизми, беше како и што ти кажа претходно, со многу висока цена, али неисплатливо. Значи едноставно нема да употребата и производството нема да го најдат балансот за да нештото остани како решен проблем. Може ќе биде период и после тоа секоја болница со самите средства што располага. Економски неодрживо. Да. Со тоа што после тие 7 месеци малце прекинав, не се откажав, меѓутоа малце паузирав и полека почнав да елиминирам делче по делче, нешто додадав, нешто оддавав, каде што некаде месец август, месец јуни бев кон крајот и кон завршување на целата таа првична идеја, кај што уште не беше патент. Стапив во контакт со еден представник од там моментален исто завод за иновации и патенти, каде што ми кажа, кога добив првото упатство дека што и да работам, дали тоа е чинело, дали било добар продукт, добра идеја, треба да го заштитам законски, бидејќи кој да го види нештото, може да си го преземи доколку не е заштитено. Нештото го заштитивме, веќе го оформив како идеја. Имав доста помош од професорите кои што ми беа присутни. Имав тројца професорки фактички, кои што ми помогнаа кон административниот дел на тоа нешто, на регистрирањето на патентот и такви работи. И после тоа одлучивме дека е време да ја запознаеме јавноста со нештово, бидејќи веќе беше направен прототипот. А како изгледа тој процес на патентирање на производ за некои луѓе што има исто така некои иновативни идеи, би сакале да се впушта во тој чекор да го заштита Процесот на патентирање од една страна е многу едноставен, а од друга страна има толку бледи линии кои што се многу тешки да ги видиш, а треба да ги припазиш во самата апликација. Например? Значи, кога ти ќе заштитиш еден продукт, или идеја, или прототип, што и да заштитуваш, тоа што ти си го нарекуваш свој патент, ти си измислил некој нов тип на чаша, пример. Во самата пријава не смеш да наведиш се. Има некој свој финти, ние народски што викаме, значи не смеш. Јас имав и сум премногу благодарен човек кој што имаше доста познавање од тоа нешто и од тие финти кои што ми ги каже и ме понаучи како нештото да изгледа. Меѓутоа е процес доста сложен. Не е пријава, тоа е формулар кој што ти треба да го потполниш, да го објасниш продуктот, да објасниш идејата и да го дадеш во регистарот таму, па они да проверат дали нештото постои, дали било претходно во било која држава патентирано, па да ти дадат одобрение. Па понатака последна година да го објават во службен весник на државата, па да ти дадат и лиценца. Меѓутоа не смееш да го во самото барање ти да ги наведеш сите податоци. Мора да бидеш таинствен, мора да бидеш предпазлив, бидејќи пак тоа барање некој ќе го прочита. Кој ќе го прочита, како ќе го прочита, ти пак мора да биде заштитен. И нешто што мене ми се случувало, кога ќе ми требаше помош, научна помош, ајде да речеме некоја физичка равенка за притисок која што се учела во 4-та година, а мене ми требала во 2-ра година гимназија. Јас не одев кај професор да прашам, професоре ми треба за тоа и за тоа и за тоа, па кажете ми како да пресметам или пресметајте ми вие. Туку одев, го земав учебнико, ќе поидев кај професоров да ми објасни, не знаејќи зошто тој мене ми објаснува, па после тоа ќе си аплицирам на тоа зошто мене ми треба. Значи ти си таинствени во комуникацијата со професорите кои ќе бараш, знаеш. Не само јас, генерално мора да бидеш многу предпазлив, бидејќи кој податок да излези, ако не ти е заштитен, е на добра волја да си го искористи тој со кој што соработуваш. Или во тој момент има една опција да ти оформиш тим на научници или експерти од таа област, па да потпишеш договори за приватност и дискреција, па да не смеат законски да споделуваат информации,
кај што јас тоа нити имав потреба да го правам бидејќи бев сам, нити па го имав тој тим, или па треба да бидеш таинствен и да си работиш, се вика, само со своите очи, дури не тасаш до тоа финална идеја, кај што јас тасав и бев веќе спремен да го патентирам. Некаде околу 20 август го подадовме барањето, ни беше издадено одобрение, што значи дека веќе продуктот беше заштитен на светско ниво. И на 20 септември беше закажана публикацијата, односно манифестацијата каде што или евентот каде што самиот продукт беше презентиран. Значи за и само објавен месец во дена јавност. нивната комисија го провери патентот, виде дека такво нешто нема и Тоа е светска заштитија. база. Тоа е светска база. Во тој момент тие ти даваат одобрение. После една година од кога ќе го поднесеш ти барањето, тоа одобрение ти е дека ти во моментов си заштитен. Ме разбираш, значи законски си заштитен. Доколку се случи, пример, некој, еве јас сум го поднел барањето на 15 септември, на 15 август. И нештото сум го објавил во јавност. Доколку некој излези на 19 септември и кажи јас го имам шприцов веќе измислено и е украден патент, јас одговарам кривично. Меѓутоа, доколку тој го изнеси и го представи како свој, ако нема претходно регистрирано, тој одговара кривично. Се разбираме? да. Во таа една година, тие ги пребаруваат сите датабази во цел свет, дали нештото постои, и после една година, во која што таа година си ти заштитен целосно, тие даваат лиценцата. Сега, доколку некој оди со туѓ патент, така, не би излегол во јавност, бидејќи последна година нема да ја добие лиценцата. Меѓутоа, доколку си ти сигурен дека тоа што си го сработил е твое, можеш одма после првиот ден од давањето на барањето да излезеш во јавност и нешто да го публицираш, како што направив јас. Јас излегов во јавност бидејќи тоа нешто што го сработив беше 100% моја работа и мој труд, и нештото се докажа после година дена каде што си ја зедов лиценцата со важеч. Мислам дека има 45 години важност. Така да 45 години ја имам лиценцата каде што под моје име и презиме тој продукт. И ќе биде моја сопственост се до моментот дури не одлучам да го продадам или да основам компанија кај што ќе тргнам со производство или некои слични работи кои што би ми овозможиле некој приход. Меѓутоа, тоа морам да го расчистам и во сите емисии сум го кажал досега. Идејата за овој патент не беше приход. Не беше материјално добро, не беше ништо поврзано со материјално добро. На почетокот беше само една проста идеја која што можеше да се спомни низ прост муабет, а многу низ брзо време прерасна во патент. И до ден денешен тој мој став не е сменен, дека јас нештото го почнав за материјално нешто или за некој приход, не, воопшто. Го почнав за да си ја заштитам професијата и го почнав за тие луѓе кои што работат посебно во таквите итни центри, итни медицински центри и ургентни центри, да бидат малце позаштитени од тоа што се те незаштитени. Која е приказната позади патентот, зошто јас сметам и останатите здравствени работници кои што тогаш дадоа позитивно мислење дека е подобар, тоа е заради тоа што првично времето на апликација е многу побрзо. Втора придобивка е тоа што може да се произведува и со медицинска пластика и со биоразградлива пластика, што значи дека е еко-френдли. Бидејќи медицинската пластика е еден од најголемите непријатели на глобалното затоплување и еколошкото загадување. Тоа е втората придобивка. Третата придобивка е дека ги излегов со една универзална големина на шприц која што ги заменува сите останати големини во моментов. Во моментов кога ќе појдеш во аптека можеш да купиш од 5 мл, 10, 15, 30, ме разбираш. А јас излегов со една големина каде што можеш да со истиот шприц да дозираш и 0,7 и 15. Ова морам да го пообјаснам, доколку ти купиш шприц од 10 мл во моментов, не можеш многу тешко да дозираш мала доза. Меѓутоа, кај мене предност во мојот патент е тоа што има две метрички скали со спротивни бои. Од едната страна имаш десетинки од милилитар,
каде што се чисто видливи и кои што ти дозволува да дозираш многу мали дози, а од другата страна со спротивна боја имаш половинки од милилитар каде што можеш да дозираш поголеми дози. И самото нешто ти укажува на придобивката дека ти не имаш потреба од помали, поголеми, што значи дека на еден начин си заштедил тони и тони медицински отпад и медицинска пластика. И третата најголема придобивка и најголемата разлика и нешто по што направи да се одликува шприцот е тоа што иглата со која што се аплицира терапијата нема контакт со надворешната средина. Иглата, кога ќе го купиш шприцот, е во иглената комора, во волуменската капсула, излегува под притисок, се аплицира лекот и автоматски по еден и механизам, кој што јас го крстив како и механизам, кој што е на притисочната рачка, повторно иглата се заклучува, додека е уште во месото или во вената каде што се аплицирало, со самото давање на притисок кон притисочната рачка, односно вадење на притисочната рачка кон надвор, иглата излегува од местото каде што е аплицирана и повторно влегува во волуменската капсула. Што значи дека иглата воопшто нема контакт со надворешната средина. Има има две капачиња кои што едното капаче е капачето од дезинфекциониот маркер, што значи дека заштедуваме доста време на дезинфекција. Немаш потреба ти сега да земаш памук, па да тугаш на памук алкохол, па да те дезинфицирам, па после да го аплицирам терапијата, туку едноставно само го отвараш дезинфекциониот маркер, дезинфицираш и го затвораш. Тој дезинфекционен маркер веќе е спремен со памук, со алкохол внатре и е буквално спремен за дезинфекција. Што значи дека во хитни ситуации е многу покорисно тоа отколку медицинската сестра да губи време, како што претходно објаснав, да го спрема дезинфекционото средство, памукот, па да дезинфицира. После вадењето на иглата пак во истиот момент се враќа во волуменската капсула, настанува блокада на цел шприц. Значи има еден механизам на долната страна каде што се блокира рачката и нема повеќе користење. Со тоа не само медицинските работници, малце потемна тема, ги заштитувам и само корисниците на шприцеви, кои што во 95% од само користењето е користење за наркотични средства и кои што за жал и тие се доста ризично изложени на заразите од хепатит Б и С, поради тоа што еден шприц го користат повеќе од 5-6 пати и едноставно се пренесуваат од еден на друг заразни болести, а со тоа, со овој мој патент, можеш само еднаш да го искористиш, каде што си 100% сигурен дека иглата е чиста, стерилна, и после тоа самиот шприц се заклучува, механизмот е заклучен, ја елиминираш рачката со слаб притисок и двете делчина одат во медицински отпад. Моментално аплицирањето на венска терапија Шансите за себе повредување се нула. Единствено, значи нула се доколку ти одиш по упатството за употреба. Доколку ти не ја заклучиш иглата со и механизмот и не повлечиш, туку ја извадиш иглата целосно, шансите се пак исти како што и претходните, денешните модели на шприци ги има. Така да генерално мене придобивката, целта со која што ја започнав идејата и ја остварив. Ги заштити здравствените работници на ниво каде што моите способности дозволија. Таа идеја се роди. Идејата ми беше да ги заштитам со тоа што сум го видел и сум видел дека здравствени работници се заразуваат. Едноставно нештото ми беше направено на начин да дојдам до степен каде што ќе кажам дека гарантирам дека доколку вие го следите упатството, нема шанси да се повредите. И тоа е така. Хуманиот мотив ти е компас, тоа ни станува јасно цело време. Го имаш патентот, го имаш производот и иди време да го представиш пред јавност. Со какви очекувања тука одиш? Што се случува за прв пат кога ќе излезиш пред јавност и кога ќе кажеш дека шприцот на кој што си работел е тука? Како тоа ти го менува на таму живото? Па види вака,
Во моментот пред да излезам на сцена, во Марко Цепенков за време на публикацијата, дури стоевме зад сцена, не знаев што да очекувам и не знаев која ми е целта. Знаете, секојаш вика, треба да си ја знаеш која ти е целта во животот. Мене целта веќе ми беше постигната. Меѓутоа сакав да дознаат луѓето дека во нештото сме успеали, дека едноставно пак малте не ми треба стручно мислење. Мене публикацијата не ми беше наменета за општата јавност, за да дознаат прилепчани или самата општа јавност дека нештото постои. Туку ми беше едноставно целта дека треба да бидат присутни здравствените работници кои што ги користат денешните модели, да го дадат нивното стручно мислење и да ми кажат што мислат. Дали нештото е во ред, дали треба некакви измени и како се задоволни. И секој мој коментар, еден коментар беше земен написмено со потпис од секој здравствен работник кој што беше присутен, а беа присутни преку мислам дека точно имавме 547 здравствени работници присутни кои што беа регистрирани како здравствени работници. Значи имавме од цела здравствена афела од Прилеп, вклучувајќи ветеринари, стоматолози, доктори, медицински сестри, имавме од Кавадарци гости, од Скопје, така да беше доста голема бројка и клучниот дел на публикацијата беше тие да го дадат своето стручно мислење. На крајот од публикацијата, кога мојата презентација заврши, сите добијаја еден А4 формат лист каде што си го изнесува своето стручно мислење. И тоа е најголемиот доказ за тоа што јас сум го сработил. Секој една потврда напишана што ја добив од таму е доказ за тоа што сум го сработил. Ги прочита сите? Да, и тие се научно, архивирани кои што се додадени како датотека во самиот патент. Заради тоа што кога ќе дојде некој ќе ме праша какво е стручното мислење, која е оценката, кои се плусовите, кои се минусите, како и секој продукт што ги има, јас имам толкава папка со стручни мислења, каде што можам комотно на било кој да му ги дадам и да ги прочита едно по едно и да го види резултатот. За тие што го слуша ова, сега Сашо покажува дебелина од 10 сантиметри. Документација. Така да, тоа ми беше фидбек на еден начин, да видам што сум сработил како што треба, што сум сработил како што не треба и да коригирам. Што се однесува на стручните мислења, 94% од сите стручни дадени мислења беа оценети со 5.00, што значи со најдобра оценка и немаше никакви негативни коментари. Останатите 6% ми беа со 4.25 оценка и кој што имаше еден коментар, една генерална забелешка која што беше базирана на протокол за употреба, а не самиот патент, која што после беше изменета и коригирана. Меѓутоа сакам да ти кажам, првобитната цел на публикацијата беше тоа. Што ми донесе друго публикацијата беше тоа што јас не го очекував и не бев спремен, а тоа беше дека наредното ставајле се разбудив и раѓањето на фамата околу детето со шприца. Наредниот ден се разбудив и кај на кој канал и да свртам, беше на Централен дневник нештото Централна вест поставено. Случајно тој ден одев на мој роднини беа домаќини на еден манастир. Дури одевме по пат таму, пуштив на едно радио, нештото, сменив на друго радио, пак истото. Сменив на трето радио, истата изјава и знаеш, онака веќе, јас толкава паника ме фати, што не бев спремен на нештото. Јас си бев гимназијалец и дете кој што оди во брза помош и волонтира, не бев нити... Немаш подготовка за селебрити. Значи не бев спремен на толкав медиумски бум. Меѓутоа, не беше нештото медиумскиот бум зошто некој измисли шприц. Толку му беше доста атрактивно, бидејќи беше 16, значи сум го измислил нештото на 16 години. Добив покани од поголемите медиумски куќи во Македонија и бев гостин на такви емисии. И по одреден период тука веќе почнеа да идат наградите. Прва награда која што ја добив е на Интернационалниот сајм за иновации на балканско ниво Иновамак, одржан во Домот на армија во Скопје. После тоа
предложија за 3 ноемвриска награда на град Прилеп, каде што, мислам, една од најреномираните награди на град Прилеп, кој што може било кој граѓанин да ја добија. И сум архивиран како најмлад граѓанин на град Прилеп кој што во историјата ја добил 3 ноемвриската награда. Што сум, мислам, тоа е моја гордост и мој труд, фала Богу, мислам, и дури сум жив ќе бидам горд на тоа нешто. И мојата најголема гордост и најголем кеф беше златниот Архимедов медал, кој што, мислам, тоа е надолго и на широко. Златен Архимедов Медал во Москва. Тоа е најголемиот интернационален и светски саем за иновации и нови технологии од сите области, не само од медицина. Годишно има преку 700.000 патенти кои што се предложени таму. Тие 700.000 патенти, сега карикирам, меѓутоа не се точни прецизни бројките, меѓутоа отприлика е толку цифрата, околу 3.500 патенти се прифатени и презентирани на тој саем. Од тие 3.500 патенти се доделуваат најразлични награди, помеѓу кои една е и златниот Архимедов медал. Самиот саем го носи името Архимед и е во моментот најголем светски саем, каде што ги имаме и, мислам, сили, иновативни сили, како што се Јапонија, како што е Ирак, зборувам за медицински иновации, рамки, да. Израел и такви работи, и останатите држави, каде што јас немав ниту 0,0001% надеж дека јас ќе добием таква награда. Како дојде до тоа твојот шприц да се појави во Москва? Добив покана на еден од претходните саеми, имаше представник од таму и добив покана. Средства се собираат од кај што ќе се стигнеа, само јас знам како ги успеев, мислам и домашните мои како успеавме да ги собереме средствата за котизација, за тамошни карти, мислам и патот таму и такви работи. И самата презентација. Тука морам да напоменам дека градоначалникот, бившиот градоначалник Илија Јовановски и општина Прилеп ми помогнаа. Ама и една друга институција? Во моментот првин ми помогнаа општина Прилеп, а после тоа и Фонд за иновации и технолошки развој, кој што се покажа е доста добро со тоа што ни ги спонзорира авионските карти. Попатно бев и гостин на председателот Стево Пендаровски. Медиумската активност не стивна воопшто, значи траеше некои 6 месеци, можам да кажам активно. Константно интервјуа, константно нови работи се случува, константно нови награди. И кога веќе короната дојде на сцена, сето тоа стивна, се смири и Саша еден ден се разбуди со една нова прилика дека може да се замени Словенија. Ама и во создавањето на патентот и неговата презентација, неговиот живот потоа во една од етапите имаше помош, мене ми беше тоа многу интересно и важно од Македонска православна црква. Да, извини. Тоа ми беше стварно важно никој да го спомниме. не смеам никако да го изоставам. Еден од моите главни спонзори, верувале или не, беше Македонска православна црква. И за тоа сум мислам малце да се каже благодарен. Вака можам нема збор со кој што можам да ја опишам мојата благодарност кон нив. Не заради тоа што ми помогнаа во тој критичен период, него заради тоа што Тогаш кога требаше најмногу, ете така. се појавија како пријатели. Можам да кажам дека нештото ми дојде како кец на десетка. Не е во смисла дека тие ми дале средства, туку во смисла на тој благодет, кај што тие имаш поддршката од православната црква. Разбираш, како младо дете, некој одлучува, кој што е на толкава патриархиска функција, кој што раководи со МПЦ, да кажи Општествен авторитет. ете така, да кажи сакам да го поддржам детево и сакам да бидиме зад него и до ден денешен се зад мене и сум благодарен. Прекрасен пример. Како треба. И еден ден тоа ми е ветување дека сакам да ја вратам услугата која што ми ја дадоа и
кога ќе успеам, сакам да ја вратам на еден многу благодетен начин, бидејќи јас тие такви работи ги поштувам и некого, мислам, некој кога ќе ми помогне го поштувам, посебно кога станува збор за МПЦ. Така да тоа фала ти што ме подсети, али тоа не смееме, мислам, во ниту еден случај да го изоставиме. И не го изоставивме. И 1000 пати да кажам благодарам ќе биде малку, иако дури ми беше чудно и неверно во моментот кога го добив известувањето, али бев непријатно, туку пак не постои збор во вокабулара кај што можеш да ја искажеш таа благодарност према нив. Така да. Ја мислам дека се чувствува тоа. Да. Чувството ќе го Тоа е пренеси. Така што да, сакаш да го кажеш. тоа ми беше премногу драго што ги имав таквите луѓе позади мене. Архимедовиот медал за Архимедовиот сајм за жал не се одржа како што ние очекувавме, поточно очи во очи. Заради кризата со пандемијата. Така, пукна бомбата со пандемијата. Настана општ хаос, гимназијата се затвори, сите средни училишта се затворија, нели? Паднавме во криза, во смисла паднавме во една криза каде што не знаевме што се случува, што да очекуваме. Сите, нели, бевме исплашени, преплашени, не знаевме што е како е. И веќе со моментот, кога кажав почетниот момент, добив шанса да продолжам да се едуцирам во Словенија. И тоа се случи вака преку еден ден, буквално, значи. И тоа е интересен период во твојот живот. Да, значи едно баш нормално утро се разбудив и добив телефонски повик, те видовме, чувме за тебе, многу ни си интересен, сакаме да бидиш ученик кај нас. И случајно јас отворив на нивнава веб страна, гледам котизации кои што јас мислам школарини кои што Станува збор за средно училиште. Да, станува во збор за Словенија. International Baccalaureate, моментално најуспешната средношколска програма во светот, во Европа, пардон, а втора во светот. Така да во моментот не постои појака и поуспешна програма на ниво на средно училиште, откаде што излегуваат Тоа е ученици кои испостава што... на американски универзитети? Не, тоа е индивидуална организација која што нуди програма за трета и четврта година средно, меѓутоа со која што IB, односно International Baccalaureate, има соработка со сите Ivy League факултети, почнувајќи од Кембридж, Оксфорд, Харвард, МИТ, MIT, така да сите останати кои што се, можам да кажем од мојата генерација на децата кои што беа моја генерација во Словенија, имавме двајца запишани на MIT, еден претходно една година пред мене една ученичка замина на Харвард. Така да Кембридж и Оксфорд воопшто не ги спомнам, бидејќи секоја година имаме, мислам, имаат тие примени студенти од таму, така да е сувише како да кажам, програмата во Македонија многу малце луѓе ја знаат и тоа ми е криво. Заради тоа што моја најголема гордост би било да некој македонец после мене појди и биди дел од нештото. Оваа година мислам дека едно дете е примено, али не ме држете за збор, немам уште официјални податоци. Така да сакам таа традиција да продолжи, барем годишно 1 до 2 ученици да имаат можност да заминат таму и да ги продолжат студиите. Зборот ми беше дека Ја виде котизацијата и Ето колку така. изнесуваше, кој е износот за една учебна година? 11.600 евра е годината. Значи, да не бидам погрешно сватен од луѓето кои што може би ја познаваат програмата, 11.600 евра е целокупниот трошок за една година за тој студент. Не само школарината, меѓутоа и трошоците за испити, книги и така натаму. Смештај. Не, смештај не е внесено тоа. Не, значи зборувам само за едукацијата и програмата. Бидејќи таа цена беше премногу висока за мене, едноставно не можеш, нема шанси тоа нешто да си го дозволиш во тој момент. Зборувам лично за мене. Бев пријатно изненаден бидејќи кажа дека сум стипендиран и дека нема да платам нити денар од таа сума, туку дека државата Словенија ќе ги покрие трошоците. И така и беше. 2 години помина, пролета и јас школарина не платив, си бев
стипендиран ученик средношколец на Словенија. И можам да кажам дека тие 2 години ми го сменија животот, поточно ми го сменија ми ги сменија сите погледи. Бидејќи во тие 2 години се најдовме сите таму во една голема пандемија, во една голема криза. Меѓутоа машки се изборивме да останеме такви какви што требаше да бидеме и да се избориме со сите испити, со сите предмети, успешно да ги завршиме. И морам да напоменам дека станува збор за екстремно напорна и тешка програма, каде што не секој може да појде и да ја заврши. Значи сме имали ученици кои што пошле и по 2-3 недели се вратиле назад во својата матична држава. Така да мене денот ми почнуваше од 7 наутро, имав предавање некаде до кај 3-4, после тоа имав лабораториска пракса, после тоа имаш научна пракса, па после тоа имаш академско развивање каде што пишуваш сопствени научни трудови. И генерално горе-долу денот беше таков. Така да ти почнеш од наутро па се до навечер, 7-8, каде што навечер одиш, малце се одмараш, па продолжуваш да учиш за да ги спремаш испитите. Не го форсирам зборот испити, а не тестови, бидејќи тука имаме многу голема разлика. Во нашиот образовен систем и во тамошниот национален словенски образовен систем, еден тест може би е 2-3 страни, А4 формат. Нашите испити беа од 20 до 26 страни, каде што ги решававме по 2 сати. Некогаш и 2,5 сати доколку имаме статистички анализи. Така да тие 2 години мислам дека ме подкова за сега на факултет не доволно, туку многу повеќе од доволно. А кога велиш дека тие 2 години ти го сменија животот, на кои конкретно промени мислиш? На промени каде што едноставно почнав да живеем живот без притисоци, без некој да ми кажува дека ако не знам, ако не го направам тоа, дали ќе сум имал 5 или 4, ако не знам, не му е дено на некој професор, нема да добијаме добри оценки или такви работи. И едноставно ги сменив погледите на животот, бидејќи бев во интернационален клас и запознав луѓе од цел свет. Така да не го гледав свето повеќе како што го гледав претходно. И до ден денеска нештото трае и мене тие погледи ми траат и ќе ми траат и тие пријатели што таму ги запознав ќе ми траат за цел живот. Како изгледа животот, дружбата со учениците во тој период од тие 2 години, темите што ги разговарате? Кога стигнав таму бевме, кога стигнавме сите, сме потполно изгубени. Значи секој далеко од своите родители, од своите земји, од своите пријатели, не знаеш кај си, не знаеш што се случува. И сакал или не, почнувате да функционирате како едно семејство. Бидејќи стана збор за 20 деца, 21 дете. И плюс словенците кои што се исто дел од програмата. Значи почнуваме да функционираме како една структура која што мене ми беше најсоседна и најопислива како семејство. Се грижиме еден за друг, си помагаме еден на друг. Иако не ги имаме истите предмети, бидејќи таму си ги одбираме своите предмети кои што сакаме да ги учиме врз база на тоа што сакаме да напредуваме потоа за на факултет. Така да на почетокот беше доста чудно. Чудно од аспект на тоа што различни култури, различни точки на гледишта, различни размислувања, различни религии, различни јазици на зборување, различни акценти, значи буквално се беше различно, различни вкусови на музика. Овдека си навикнат на домашното, навикнат си на прилепчани, навикнат си на тој прилепски стил на живење и нашата култура и менталитет, а таму се сретнав јас со малте не 20 различни менталитети, 20 различни начини на размислување, кај што едноставно мора да се балансираш и за да останеш дел од самата средина. Меѓутоа, можам да кажам дека пак, че повторам, тој период ми беше најубав период до сега и неспоредлив со било кое училиште и ајде дали гимназијата, дали основното училиште. Значи едноставно си има своја звезда и си одвојува. Како што и гимназијата си одвојува по свое нешто, така и International Baccalaureate програмата. Што што целта ми беше да завршам како златен матурант, таа е титула,
во Словенија, каде што влегов во топ 4% од најдобрите завршени матуранти во Словенија и си ја добив титулата како златен матурант. Тоа ми беше зацртана цел и ја остварив, тоа ми беше вака главно да го потенцирам. Таа титула не ми значи ништо колку што ми значи знаењето што го стекнав таму. Така да тоа е само еден доказ попатен, кој што не треба да му се прикажува некоја огромна важност, меѓутоа знаењето кое што го добив таму и праксата која што ја добив таму е стварно незаменлив. Бидејќи работевме на, мислам, ќе ви кажам еден многу прост факт кој што можеби ќе ви даде некоја компарација која е разликата. На деца од трета средношколска година, мислам трета година средношколско образование, имавме микроскопи лајка, каде што беа 2021 издание и еден микроскоп чинеше околу 39.000 евра. А секој од нас имаше свој собствен микроскоп. На мои 18 години работев на срце, дисекција на срце од човек, дисекција на бубрези од човек и комплетна цела физиоанатомија. Кај што имавме посетено и во Италија и во Словенија скоро 3 до 4 биолошки институти, врз разлика на тоа кои тематики ги работевме, кај што сето ти е платено, меѓутоа единственото нешто што треба да го правиш е да имаш желбата и да го учиш. Бидејќи е стварно напорно ако немаш желба да нештото да го учиш и да го работиш. Со заклучувањето на самата програма имавме напишано преку неофицијално, јас околу 11-12 научни трудови. И со самото менување на живеелиштето, да, можам и за резултати да дискутирам во моментов. Па тие ти се како твој нешто, не разбираш како твој живи един. Нешто да издвоиш како посебно драго? Нешто што би го извел како посебно драго, што вреди да го спомнам, е мојот extended essay, поточно моментално мојот научен проект кој што го водам, а тоа е истражувањето за хормонални канцери кај жена. Каде што моментално можам да кажам сме во фаза на работа, нештото би траело околу 4 до 5 академски работни години. Се состои од 3 фази, in vivo, in vitro, поточно in vitro, in vivo и ex vivo. Се надевам дека сите 3 фази ќе ги истераме, работиме со 3 факултети, универзитети фактички. И мислам дека е вака доволно, меѓутоа морам да се навратам околу тоа. Тие научни трудови кои што ги пишувавме, можеби некој ќе ме разбери погрешно, не се публицирани научни трудови, туку се научни трудови кои што низ кои што ние бевме едуцирани и научени како треба да изгледа еден добро, солидно сработен академски научен труд. Почнувајќи од речено тренинг за научник. Ете така. Почнувајќи од вовед, па се до тези, до анализи, до заклучоци и такви работи. Нешто што јас сум строго против на пишувањето во научни трудови е тоа доколку имаш ти позитивни резултати да тврдиш дека нештото си го открил или потврдил. Науката е една област кај што не постои 100% доказ за секогаш. Значи работите се менуваат, ти си жива материја и се менуваш низ текот на времето. Така да најголемата теза на научен труд која што можеш да кажеш според мене, тој е мој личен став и мислење, е дека ти мислиш дека нешто си докажал и дека врз база на твојата теза, дали била точна или не, како доказ ги имаш резултатите кои што си ги добил. Се разбираме. Така да едноставно се уште е рано и стојат уште многу научни трудови пред мене кои што треба да бидат напишани за јас да се усовршам. Меѓутоа ми беше поентата и муабетот дека програмата каде што бев не спреми максимално, посебно сега за на медицински факултет, каде што продолжувам со мојата едукација, медицинска кариера, перфектно. Колку е возбудливо да гледаш на микроскопи о тој тип што Па види, јас тоа ми било мене животна желба, ми разбираш, мислам сатисфакција која што сакам да ја доживам. И сега ти одиш од пак не сакам да испаднам дека јас го грдам нашиот образовен систем и дека на еден начин го поценувам. Меѓутоа одиш од образовен систем каде што не постои зборот микроскоп,
не просто изборот микроскопирање, ајде може во основно образование, една-два пати ми се случило. Немаме лаборатории, немаме услови за експерименти, немаме ништо. Значи буквално теорија, тестови и само тоа е. И одиш од таков образовен систем во образовен систем каде што имаш опрема од стотици и стотици илјади евра. Каде што ти даваат униформи, каде што имаш лаборатории кои што се, ајде не сакам сега да дискутираме околу цифри, али лабораториите кои што ги имавме беа на институтско ниво. Значи лабораториите во држава кои што се на институти не беа толку спремни, не се толку спремни колку што се спремни лабораториите на IP во Марибор. Така да самиот факт за микроскопите кажува многу. Да не одам на спектрофотометри, на нуклеарни спектрофотометри, електрофорези и такви работи кои што се мисловна именка во моментот за некои од нашите институции. Така да Тој свет на микроскопски односи измеѓу елементи живи, неживи, материја, хемија, дали е тоа некоја друга реалност? Па види, ако навлезеш таму е доста опасно. Така ни викаше на наша професорка, која што е генетичар по струка и вика доволно е да знаеш колку што пишува во книгата. Понатака не оди, ти самче залеташ и нема да го најдеш одговорот кој што го бараш. Таа е генетичар во овој поздрав ја поздравувам, која што веќе 30 години има стаж. И до ден денешен не може да најде одговор на некои прашања. Така да Како го сваќаш ти нашиот не оди мозок таму, доста е опасно. Па вака, јас одам сегде, бидејќи мене ме интересира и копам по многу работи што и ми било кажано да не ги копам. Меѓутоа, тоа е така заради тоа што нашиот мозок е, човечкиот мозок е со свој лимит. Сега дали некој одлучил тој лимит да биде до толку и дали ние можеме повеќе, тоа е се до единката. Меѓутоа, некои работи едноставно можеме да ги дефинираме или како чуда, или како работи на кои што нема одговор. Значи, има моменти кај што се среќаваш со нешто што би го карактеризирал како чудо. Да, па не само јас, и светско реномирани доктори се случува во не знам колку следите од интервјуата нивни, меѓутоа имаше една доста популарна фраза од еден доста познат кардиохирург. Ајде, сподели. Каде што кажува дека, значи беше сега на македонски би дошло на преведено пациент кој што дојде со, пошол со еден феномен со огромна туморна маса, каде што невозможно е да си ти жив со толкава туморна маса, каде што кардиохирургот вика или не е снимкава точна, значи е грешна, или станува збор за чудо. Тоа што и самите експерти, дали било медицина, микробиологија, генетика и било што, постои работи кои што не може да се објасна. И ќе постојат допрва, бидејќи допрва постојат цели болести, вируси и работи кои што треба да се истражат и за кои што ние немаме појма дека постојат. Пример е многу генерален факт, џунглата на Конго. Е истражена само 13%. Само 13% е истражена, а регистрирани се преку 1 милион нови единки, како што се растенија, работници, безработници. Или живиот свет во длабокиот океан. Често го спомнам поимот длабокиот океан, зборуваме каде што човекот се уште до ден денес не пошол. Се разбираме, значи не знаеш ти што има таму долу или не знаеш што има во какви се единки постојат. Така да тек допрва ни требаат векови за ние да истражиме и да видиме што планетава створила и кои лекови ќе ги пронајдеме, кои механизми ќе ги пронајдеме, али сето тоа пак зависи и од многу останати фактори кои што се overpopulation, односно пренаселеност, политика, фармација и други работи, така да тоа се доста длабоки теми кои што
се многу опасни за дискусија, во смисло опасни навлегуваш во тези кај што едноставно одговорот не е возможен. Или па е возможен, ама доста опасен за да го добиеш. Без етички компас не оди таму. Ете така. Заради тоа што еве пример нешто што во тие теми ме многу интересирало, едно другарче ваму во Словенија каде што учевме заедно, падна муабет дали постојат лаборатории за луѓе. Ние вака никош не сме дознале дека постојат. Мислам, сите од нас никој не кажал дека постои лабораторија за луѓе. Меѓутоа спрема резултатите кои што ние ги имаме, научни резултати, спрема заклучоците кои што ние ги имаме, почнувајќи од големите сипаници во минатото, од еболата и од таквите епидемии кои што биле во минатото, укажуваат дека тестирањето на луѓе било масовно и дека такви лаборатории постоеле. Сега ние дали сакале тоа да го класифицираме, еве пример за гледачи, дали тоа тие ќе си го класифицираат како види го и шотреси глупости, или стварно дека нештото постои, тоа е се до човекот и начинот на размислување. Меѓутоа, за ти да стасаш до такви резултати, невозможно е да тестираш на глувци, експериментални глувци. Сакам да ти доловам еден момент каде што доаѓаме до заклучок дека колку и да си ти експерт во нешто, постојат работи кои што не треба да ги знаеш. Се на тебе дали ти сакаш да ги учиш, дали че навлезиш во тие тематики или такви проблематики кои што едноставно ти било надовестено дека понатака не треба да одиш или понатака не треба да истражуваш или такви работи. Затоа што Не треба секој да ги знае. Ете така, се разбирам. Така да тоа е мојот став што се однесува на микробиолошкиот свет и на светот кој што ние немаме појма дека постои. А искрено се надевам дека идните генерации и во идните векови... И генерации си ти? Па не, зборувам за генерациите и векови после нас, дека ќе успеат и ќе дојдат на ниво каде што ќе го откријат светот како целосна единка, доколку претходно ние не го уништиме. Така тоа ми е поентата. Ако те земам како персонификација на сите тие идни генерации, тогаш вака треба да изгледа идната генерација. Идната генерација што има мотив како јас на луѓето да му помогнам, и ако го имам јас тој етички компас, па може и да нурка, може и да лета, може и да се изгубам, ама имам етички компас. А без тој етички компас, тие идни генерации нема да се снајде. Нема да се снајде. Ке се изгубат. Мислам, и ние, доколку не го следиш патоказот, нема назад. Едноставно ќе се изгубиш и ќе се најдеш во ситуација кај што ќе се прашуваш што си учел 10 години, зашто си учел ако ова мислиш дека во моментот не е вистина. Такви работи. Со што завршуваш со средното образование, јасно е дека иднината ти е во медицината, сакаш да бидеш доктор, некако по природа веќе се гледа дека си научник. Рано е се уште за таа титула, меѓутоа почетник таму, во таа област. Тоа бара израз низ тебе, не би рекол дека може човек да го избере. И се одлучуваш за медицина. Нормално, логички. Се запишуваш на факултет, исто во Словенија. Сега си таму. Сега сум таму од октомври и така имам и малце трема и страв, мислам што е нормално, сите во студентски, тие почетни студентски денови ги имаат истите чувства, али немам некој страв дека иди нешто што не го познавам. Имам само радозналост и голема љубопитност и сакам што побрзо да дојде. Така да го немам стравот дека пред мене идат многу непроспиени ноќи, многу книги, многу испити, го немам тој страв. Туку ја имам радозналоста и љубопитноста што може уште да дојде. Така да спремен сум се да, мислам што се однесува на факултетот, спремен сум да
да го почнам и се надевам после 6 години успешно да го завршам. Кај беше, односно, кон шо е насочена најголемата страст, кон кои области во медицината, потсети ме? Па види, се двоума меѓу две области. Меѓутоа јас почнав како почнав во област на ургентна медицина и на една страна тоа е во мојот приватен живот, сум зависник од адреналин. Сакам работи кои што предизвикуваат висок адреналин. Мислам дека ти реков, чекај овде застани, ќе ми кажеш на подкаст, ако ми го Да, спомнав, да. дури седевме. Така да Што значи тоа? па види, Ургентна медицина, зависност од ургентна адреналин. медицина е наш македонски поим, меѓутоа во светот е позната како траума хирургија. Иако се две различни специализации, јас ја сакам траума хирургијата и самиот збор траума, значи дека е нешто травматично и дека иде нешто што не очекуваш дека треба да дојде. Треба да си спремен во на се, буквално на се. Таквите доктори го заслужуваат ја заслужуваат најголемата почит, бидејќи без нив, како и без секој останат во ред, да не правам преценувања, не е ништо возможно, меѓутоа што ми е поентата? Кога пациент ќе влезе на ургентен центар, ургентниот центар и травматологот на кој што пациентот, травматологот кој што работи на тој пациент, се луѓето и установата, и одделот кој што одлучуваат дали тој пациент ќе помине на идните одделенија за понатамошна интервенција или не. Има една фраза која што вика првите 10 минути се најкритични. Сте ги слушнале? 100% е таа фраза сте ја слушнали и ти. Тие 10 минути се во тој ургентен центар. Кај што може да ти дојде пациент со ногата во пределна глава, со кичмата на два дела или со отворени преломи, со отворен абдоминален зид и такви работи, кај што ти мора да го... Ситуации што за твоите 19 години си имал прилика да ги видиш и во живо. Да, заради праксата во на медицинска помош, кај што ти мораш, сакал измислуваш топла вода, сакаш правил, не знам си, било шо нешто во моментот што ќе дојде карикираш со цел медицински прибор што го имаш, да ти го стабилизираш пациентот. Тоа е многу блиску со воената медицина и медицината на воени терени, али е пак во болнички услови. Тоа е едната желба. Тоа што јас го започнав. Кои психолошки предуслови се неопходни за работа? Да си ладнокрвен. Ладнокрвен во смисла да има една изрека која што една стара докторка ми ја кажа кога почнував со волонтирањето и ми рече ако сакаш Сашко да си успешен доктор, пациентите ќе ги гледаш како предмети, посебно во ургентна медицина. Нема емоции, нема дошол дете, дошол возрасен или дошол убиец или дошол педофил или не знам шо. Тој е пациент и кој ќе ти дојде на операциона маса, операционен стол, мораш да дадеш се од себе за да го спасиш. Ако успееш, ако дозволиш емоциите да те надвлада, нема да ја донесиш. Вратата мора да биде силно заклучена, ти ако ги пуштиш да влеза и ако однесиш дома кај домашните тоа што си го видел во тој ден, мафе работата. Мафе работата во смисла, таа е баш народски израз, нема да ти се најде крај. Како личност, и ментално здравје, и физичко здравје, и такви работи. Заради тоа што има доктори кои што едноставно таа врата се отворила, зборувам за тие емоции и тој притисок и потпаднале по тоа. И толку успешни кариери ги затвориле со хроничен алкохолизам, антидепресиви, седативи, кај што стигнале до одземање на лиценца за работа и такви работи. Мислам, во секоја професија си го има тоа нешто, меѓутоа во медицината, посебно во ургентната медицина, тоа е доста критична точка, која што ако ти не можеш да издржиш, ургентна медицина не е за тебе. Тие што во моментов работат во на медицинска помош и на ургентен центар, Скопје и било каде во светот нештото го знаат. Бидејќи ако си ти педијатар, знаеш
што работиш, знаеш со каков тип на пациенти работиш, знаеш со какви луѓе работиш, знаеш кои се возможните повреди. Си спремен. Ако си ортопед, знаеш со какви повреди, со какви пациенти работиш. Ама ако си ургенташ или специјалист по ургентна медицина или травматолог, не знаеш што ќе влезе низ врата. Не знаеш кој пациент ќе ти дојде. Не знаеш дали е дете, не знаеш дали е нов вирус, не знаеш дали е идна пандемија, не знаеш дали е претходно кривично дело направено. Значи, ти си тој прв контакт кој што едноставно е тој пресуден суд, дали ти ќе успееш да го спашиш, да го стабилизираш, па понатака да ода на следни одделенија за понатамошни третмани, или не. Така да мора да бидеш спремен на се. Тоа е таа восхитеност што јас ја имам кон тие луѓе што работат таа специализација. А втората желба ме... А препознаваш кај себе предиспозиции Да, што ќе ти заради овозможа тоа да ти остани вратата затворена? да, И заради дали тоа што користиш некои техники како ментално се подготвуваш за овој види, вид на на 16 интервенции? години влегов во светот на возрастните и многу луѓе ми рекоа дека влегувам многу рано. Во смисла, видов работи кои што малте не дете од 16 години, ако не е спремно да ги види, е ризично да ги гледа. Сум гледал и самоубиства и убиства, мислам во текот на праксата, повторно ќе напоменам, и волонтирање до вид на медицинска помош, и сообраќајки кои што резултирале негативно и ред други работи. Меѓутоа, исто една постара докторка и мој ментор таму ми кажува, мислам, ми има кажано дека или нештото го имаш во себе, или го немаш. Или си способен тоа нешто да го правиш и да немаш никаков исход, и кога си појдеш дома, да си појдеш дома со бистра глава, или не можеш тоа нешто да го правиш. И затоа е воведен тој пробен рок, да се ти соочиш со што ќе работиш и како ќе работиш. После тоа ако не можеш, да можеш и да се откажеш. Така да сите оние кои што работат таму се луѓе кои што јас викам дека имаат и тврдам дека имаат супер мојчи. Заради тоа што ти една смена ти е 12 сати. Има сестри кои што ги знам кои што работат 35 години таму. Вечер одиш од 7 до 7 да Да. работиш. И има сестри кои што работат 35 години таму. И ти 35 години по 12 сати во денот или ноќта или дежурство 24. Да гледаш такви работи. Мора да имаш некоја моќ за да останеш нормален и да останеш присебен и да останеш на некој ниво одговорен кон своето семејство, да кога ќе се вратиш дома да можеш и детето во градинка да си го однесеш и на излет да излезите, не разбираш, и да излезеш на кафе и да бидиш позитивен, без разлика ти што си видел дента на работа. И тоа малте не е за сите доктори, меѓутоа е доста специфично за оригенташите и за итните медицински служби. Така Другата? да тоа е... Другата желба е малце Па по... не е далеко од ова. Не е далеко, меѓутоа е доста карактеристична е кардиоторакална хирургија, која што е едно од најсложените специјализации, вклучувајќи неврохирургијата. Во областа на хирургијата разговараме, каде што сакам да кажам, да потенцирам најсложена техника ти треба за да ти бидиш успешен кардиоторакален хирург. И ги има најмалце. Така да, мене ми е то предизвик, јас сакам предизвици. Затоа што е најсложено. Па не затоа што не е сложено, туку е заради тоа што ајде малте не ме предизвикува и ми вика не можеш тоа да го направиш. Аха, слично ако ти текнува и Петар го каже. И јас викам можам да го направам, значи јас сум инет човек, инет чија сум по табиет, и ако се зинаетам за нештото, ќе го направам макар па на машкомагаре сум се качил. Така да не тоа е таа желба, ме разбираш, тој инет кој што си го имам јас сам во себе. И ми вика пример, не можеш да го направиш, јас викам можам, и ќе појдам и ќе го направам, ако се запнам во тоа нешто. Меѓутоа, тоа е едната страна, фала Богу дека без желбата, без инет не оди, ниту па инетот без желба. Така да мора да имаш и самата желба. Тоа е исто и за медицината сега. Што треба 6 години да учам и да полагам не знам колку испити пред мене. А првично 6 година, иначе Па после до прва специјализација, да. Суштински цел живот. Така да, тоа е пат кој што нема крај. Меѓутоа, ако има желбата,
нема назад. Јас дома имав и напори да, мислам, ја имам секоја поддршка од родителите, меѓутоа имав напори, ајде сине, види нешто полесно, нека биди пак со медицина, ама да не биди медицина, види дентална, види молекуларна, види нешто што е 4 Не може години. тоа лесно. Да си поминиш полесно во живото. Ме разбираш? Али не можеш. Јас имам една мисла која што секој ќе кажувам на сите кои што ќе ме прашаат зошто така, зошто медицина, нема полоша казна во живото која што може сам да си ја надесиш на себе од тоа да работиш нешто што не ти исполно. Биди најмногу платен во светот, биди милионер, билионер, што сакаш биди. Ако ти ќе поиш и ќе лезиш на работа со бајлето на смена, ја нема желбата да го работиш тоа нешто. Ако влегуваш така колку да поиш на работа, тоа е ништо. Бидејќи тебе работата и кариерата ти е повеќе од половина од животот. Треба нешто да работиш до 76-8 години. Се со нови закони може до 75 да почне да работи. Така да нештото треба да работиш 40 години. Ти ако работиш нешто колку што се вика ајде да ми биде полесно или да земам повисока плата или не знам што, или че имам таму повисок авторитет, ако е тоа што го не ичиш, мислам ако е нешто што не го сакаш, нема да. И никош нема да бидеш успешен. Што сакаш пре нема да бидеш успешен. Нема да имаш радоста во себе, дека ти нештото го работиш со љубов. Е тоа е кај мене. И кај сите што запишува медицина горе долу, кои што се ентузијастични луѓе, кои што запишува медицина така, предизвикува еден начин зависност, знаеш како наклонетост, значи тоа е и не може друго да биде. Кај мене барем е така. До овој момент и така и ќе остане бидејќи нештото ви кажав, трај од второ одделение основно, сега 19 сум, така да поминале низ години кај што сум се запознал и со други професии, сум гледал и презентации и другариве, мислам, и друштвови, и со учениците кои што ми биле и ред други работи. Таа желба не се смени, така остане и така и ќе биде. Среќни сме што го слушаме ова. Ти благодарам, али можам да кажам дека посреќен човек во моментов од мене, затоа што успев да се запишам таму, кај што сега сум запишан, нема. И таа гордост заради тоа што мој најголем плюс како Сашо е тоа нешто што се што сум сработил досега сум го сработил сам. И тоа го кажувам сегде. Нити некој ми помогна да заминам, нити некој ајде да не бидам некултурен, кажа синчево е мое или јас сум директор на ова или јас сум директор на она. Се што направив и се што изградив досега, изградив сам, цигла по цигла и сам стасав до ова ниво кај што сум стигнат и воопшто не сум уморен. Допрва четирам и допрва Се разбира сам во смисла на ангажман, иначе поддршката, да, фала Богу. Луѓето се цело време околу тебе. Значи Што е исто и така- самите родители, и тесен круг на пријатели, сите оние кои што ме поддржува, јас на неколку пати си имам заблагодарено и пак ќе се заблагодарам, без поддршка нема ништо. Сакам да кажам, значи што на претходниот муабет потенцирам исклучително на тоа што сум го градил сам, почнувајќи од патентот, завршувајќи со научниот проект кој што го водам во моментов, од заминувањето во Словенија. Сакам да ви кажам дека сето тоа било индивидуален граден пат. Не дека некој мене ми го отворил патот па ми рекол ајде повели, дојди на готово, средено, ти само да си учиш. Среќен си поради тоа, а колку си среќен кога доби покана и да учествуваш во еден филм и пратија приватен авион овде по тебе до Скопје за да те носа на снимање? Тоа беше International Medical Awards, за официјална церемонија за доделување на медицинските Нобелови награди. Беше среде корона, среде криза, значи ја добив поканата, случајно луѓето дознале за мене и беше Во врска со, предпоставувам, пак со патенто и со до тогашните успеси. Значи ми се јавија, ми сконтактира, сакаме да бидеш еден од главните ликови во нашиот документарен филм Pledge to Science, односно оддадени на науката, посветени на науката, не знам како да не видам буквалиста. Каде што јас бев еден од главните ликови, вториот главен лик беше 86 годишен кардиолог, кој што до ден денес работи во Лјубјана.
и таа беше паралела и истовремено споредба направена помеѓу најмладите генерации и најстарите генерации, поделени различни искуства и стории кои што се случиле дотогаш. Документарниот филм беше во смисла на презентација во колку тешки моменти доаѓаме низ тој пат кој што го одиме и колку се труд вложуваме за да успееме, општо за медицина. Гости беа директорот на Светска здравствена организација, директорот на здравнишка зборница на Република Словенија. Имаше представници од Германија, од клиники, Швајцарија, од Америка. И едно нешто што никош нема да го заборам беше гостин писателот Камбел, кој што попадно јас еден ден на училиште пред да се снима филмов, професорката по биологија, микробиологија тогашна, тој пред мене го изучував, ми кажа, вика, че си земиш енциклопедијата од Камбел, е многу, вика, добра и јас, вика, тој писател ми е, што се одночува на научна литература, најомилен и објаснува најдобро. Јас си ја зедов цела енциклопедија, мислам ученик, учебник, со тоа што си поминав, положив испитов, се окей, меѓутоа тоа име Камбел ми остана така како идол, како некој кој што и случајно дори го снимавме филмов се појавува ликов. Јас не знаев ни дека е Камбел, не знаев како изгледа човеков. И се представува едно друго, го емитува филмов и после мене, кадарот после мене, нали, пишува име и презиме и титулата, што си во филмов, која е твојата позадина. Што е Камбел, Research and Scientific Writer. Јас во тој момент толкава блокада во мозокот доживувам, што едноставно си викаш, учиш од човеков, а си ја добил честа да бидеш во иста емисија или ајде документарен филм со него. Јас може едно 10 пати го прегледав, проверив дали е тој човек, проверив дали е жив човеков, кој што ја пишувал книгава од која учив и на крај се испостави дека е тој истиот. И знаеш, тој благодет кој ќе го доживиш, тоа е чест, тоа е нешто Имаше што... прилика да се запознаете или само Да. делевте кадри заедно? Делевме кадри заедно, меѓутоа и разменивме попатно неколку реченици и се запознавме. Знај за моето дело и мојата работа, али генерално сакав да ти кажам, тоа е незаменливо нешто што можеш да го доживиш на 17 тогашни години. И не знам кој го доживел на таков начин како што го доживев јас. Некој на 17 години да ти прати приватно летало, да ти плати смеште, да те угости на УКЦ Лјубјана, кај што е еден од најпознатите универзитетски клинички центри. Да работиш со едни од најпознатите продуценти и режисери во Словенија, да видиш дел од таков проект. Зборуваме за само 17 години. Е стварно огромна чест и огромна заслуга. И Ама мораш да бидиш некако и со носите на земја во сите овие Баш така. моменти. баш така, заради тоа што ако Мора човек да остани прибран, а тука одиме до моментот кај што мораш да останиш прибран и во ситуациите кај што имаш отворен прелом или некои такви. Ето така, баш тоа е клучен момент. Јас и другари и пријатели кои што ме знаат и претходно и пред се тоа нешто да почне, не си дозволив на самиот себе си да ме промени ниту една награда, ниту едно интервју, нити па би дозволил понатака да ме промени. Ниту една интервенција. Да, ниту една, до сега. Сега се надевам за виднина, за интервенциите не гарантирам, меѓутоа се трудиме максимално, али доколку си скромен во живото и доколку има една формула. Вика дека егото е еднакво на 1 врз знаењето. Што значи 10 пати помало. Егото е еднакво на 1 врз знаењето што Добро. имаш. Што значи дека 10 пати помало треба да те биде егото од знаењето во моментот што го имаш. Бидејќи авторитет... Егото помало од знаењето. Ете така. Сега че елаборирам. Ајде. Авторитетот, структурата на авторитетот и егото не ги градиш ти, туку го градат другите за тебе, врз база на тоа што ти си го сработил.
ако ти мене ме почитуваш како некој што нешто сработил, еве сега ќе ги земам за споредба луѓето со кои што го работи филмот. Тие покажуваат колку ти си заслужил, кој авторитет си го заслужил и колкаво его си заслужил. А ти си пак и оној истиот, скромен, тој кој што си бил претходно, и само го уважуваш тоа нешто и го прифаќаш како благодет. А не треба да појдеш со носот дигнат, кренат до небо и да кажуваш јас ова го направив, јас вака, јас така. Треба другите да слушнат за тебе и да видат што ти си направил, па да кажат аха, да, тоа го направил. Се разбираме? Значи на еден начин Па и не можам да ти кажам дека 100% те разбирам. Малце ми е ај вака. Егото, што подразбираш под его? Его латински јас. Ама ти како го доживуваш? Што е чувство, его? па види, чувство на важност и одлика на титулата која што ти ја носиш. Зборувам за професионален план и его на професионално план, мислам во смисла што се одликува во кариера. Така да тоа е чувство на важност, importance, одлика на важност и битност на титулата која што ја носиш. А мудростта е да не се идентификуваш со титулата што ја носиш? Не, ти можеш да се идентификуваш како доктор. Ама најголемите доктори не ода да кажат дека јас сум доктор, туку ти веќе знаеш дека тој е доктор. Не разбираш, сега прилика го доловуваш тој Значи момент. некако како сенка што те Ете прати, ама така. не темна, туку светла. Ете така. Мислам, Кај се што ова е ти- контрадикторно, ама се Јасно, разбира. јасно. Кај што ти кога ќе се појавиш во нова средина, ако си ти успешен, ако имаш его, ако имаш авторитет, луѓето да знаат дека си ти тој, а не ти да појдеш да кажеш здраво, јас сум ова е, ова и ова и ова, јас направив толку во животот, па сега барам од тебе да ме почитуваш толку, толку и толку. Така да, тоа е тоа што јас сакам да го долувам во мојата идна кариера, да бидам почитуван на ниво на кој што треба да бидам почитуван, од страна на тие што треба да ме почитуваат, меѓутоа да си ја запазам својата скромност и професионалност. Рековме пратија по тебе приватен авион, те однесоа Словенија, го снимивте филмо. Какви беа реакциите од научната јавност во Словенија прв пат кога се сретнаа со тебе? И таму како што го доживив нештото со шприцот тука беше бум на почетокот, дете од 17 години, никој не го познава. Наеднаш излегува со иновација, веќе патентирана, иако веќе попатно на некои состаноци тамошни на факултет, бидејќи имам соработувано со факултетот претходно, се имам во пат на разговор, ми имаат кажано дека имаат слушнато за самиот шприц и за патентот и за тој млад талент. Меѓутоа, тогаш кога нештото се објави во Словенија, беше малце медиумски бум, како и што кажав претходно за шприцо, меѓутоа на позитивен начин. Немаше никаков негативен коментар, луѓето беа радосни што сум дел од тоа училиште кај што сум во Словенија, што сум студент кој што учи во Словенија и кој што ќе остане во Словенија, така да на еден начин го почувствував, не знам дали ќе биде соодветно да искористам благодарност, меѓутоа задоволство од тие нешто тоа што го видоа, дека јас сум тука во Словенија и дека сум одлучил да дојдам во Словенија. Така да ја почувствував таа благодарност и на еден начин задоволство од страна на најобични... Саше? Па не, јас сум Саше на мама и на тато, така да никогаш не се одликувам од кого сум и секогаш би работел за луѓето без разлика од кај се, која националност и која вера се, без разлика. Луѓето се луѓе и заслужуваат да бидат почитувани пред се како луѓе. Така да, за жал тоа во наша држава и баш не е најпочитувано, али тоа е што е. Како изгледа сегашниот живот на твојот прв патент? Што се случува со шприцот, дали е во употреба, дали е откупено некоја компанија? Во моментов, тој ми е исклучително приватна тема, за која што не давам некои си конкретни информации, заради пред се заштита на приватноста и самото обстојување на патентот. Можам да кажам дека патентот, како што е претходно те известив, има добиено лиценца на 45 години како медицинско добро и е официјално одобрен од Светска здравствена организација и IFIA. IFIA, International Federation of Inventions and Association,
што значи дека е најголемото интернационално друштво на иновации и нови технологии, каде што јас од генералниот директор Хусеин Хуич добив официјално одобрување за самиот патент. Што се однесува на производство, за патентот, откупување на патентот и такви работи, таа е тема која што ја држам во приватност. Зошто? Многу луѓе ме прашале, заради тоа што секоја компанија, секој потпишан договор или секој потенцијален купец пред се сака да си го представи продуктот како свој, а не да каже продуктов го купив или продуктов е од нечи друг. Значи таму тие работи кои што се доста осетливи, што се однесува на компаниите кои што сакаат да ги набават таквите патенти. Ме разбираш што сакам да ти кажам. И нема да навлегуваме, се разбира. Во моментот можам да кажам дека патентот си е под моје име и презиме и во наредните 45 години ќе си биде под моје име и презиме. А што се однесува на лиценци за производство, доколку некој е заинтересиран, секој си е добре дојден. Меѓутоа за начинот на произведување, името на продуктот и малтене малверзациите кон самата продуктна линија остануваат онака како што до сега биле. Така да нема никакви промени, нема да дозволам никакви промени нити да има. Доколку јас воочам во одредено време и место дека треба да направам некаква промена, да извадам нова верзија, тоа е многу лесно бидејќи јас сум автор на самиот патент. И доколку пример сакам да извадам нова верзија, нештото ќе го направам, меѓутоа во моментот не гледам таква потреба, нити па би најавил нешто јавно, меѓутоа секогаш треба да очекуваме се, нели? Така да не се знае, можеби нешто ново ќе искрсне, можеби не. Моментално мојот фокус е, како што и претходно кажав, на ова научно истражување што го водам во моментов. Водам на начин што започна со моја идеја, да не се разбереме погрешно, си работам со професори од универзитети кои што се врхунски професионалци, кои што малте не имаат едно 20 пати повеќе знаење од мене и разбирање. Меѓутоа идејата е таа, ја работиме, ја цело време се надградувам и иако е доста голем залак за мој 19 години да работам таков проект кај што уклучува екстракција на органи, култура на ткива, работа со канцери кои што се доста опасни, страшно опасно е начинот на работа со и страшно опремени лаборатории бара самиот проект. Не сакам да зборувам за цифри кои што се потребни за да обезбедиш малтене нормално функционирање и лабораториска работа за водење на таков проект. Сум презадоволен што нештото успеав да го направам и да го искоординирам. Пред нас има уште некои 5 години напорна работа. Целта и идејата на проектот е да дојдеме до супстанца, соединение, како што сакате можете да го условите, бидејќи до моментов, не би сакал да откривам што е, каде што сегашната хемотерапија за ЦМФ5, поточно за цитостатиците кои што се користат за канцер на дојка и канцер на грло на матка, да бидат заменети со некои по-нештетни субстанции и соединени. Бидејќи моментално сите ние сме свесни кои се исходите на хемотерапијата. Зборувам за негативните исходи. Позитивните никој не ги дискутира воопшто, меѓутоа сите знаеме дека хемотерапијата со самото примање не ги уништува само канцер клетките, него и соматските клетки, односно телесните клетки и цел имун систем. Што значи доколку не дај Боже се заразиме од една многу ситна и неопасна бактерија во такво стање, во таква состојба, нема да издржи нашиот организам да се избори, бидејќи немаме имун систем, немаме имунолошки систем во тој момент. Така да мојата цел е, пак да кажам, не да измислам нешто кој знае шо, иако за мене тоа е нешто кој знае шо на мои 19 години, меѓутоа да дојдам до решение како тие цитостатици можат да бидат елиминирани и да се најде нешто на нивно место еднакво ефективно. Дали тоа ќе биде успешно, дали нема да биде успешно, е многу рано да се каже, текст на почеток, меѓутоа јас не се откажувам. Така да целта ми е да пробаме. Науката пак, и како што кажав, е жива материја, константно се менува, константно еволвира,
така да ќе видиме докаде ќе стигнеме. Иновативноста како специфична атмосфера во еден човечки ум ја одржуваш до ден денеска? Па, Имаш јас сум идеи, карактер кој што потенцијални идеи за нови да, изуми, патенти, решенија? Знаеш како, јас ако почнам нешто да работам, сакам да го работам со полн фокус и спареа. Во моментот нити имам време за да почнам нешто ново, нити па имам сила која што ми треба за да ја вложам во тоа нешто. Идеите се тука, идеите ги имам. Дали сите ќе прераснат во идни патенти, да даде Господ, меѓутоа никош не се знае, али мојата цел е освен да си ја терам таа медицинска кариера и да бидам доктор и специјалист, здравје Боже понатака е да ги работам тие солвирање на проблеми, поточно разрешување на постоечки проблеми преку развивање на нови идеи. До сега успешно решив еден глобален проблем, кој што во иднина се надевам дека ќе биде уште дополнително решен и елиминиран до најмали процентили, али има уште други, многу други проблеми. Една случка што ми се случи, што никош нема да ја забораме, 21 септември после публикацијата ми стигна порака на месенџер од една самохрана мајка која што има дете со Даунов синдром. На памет ја знам пораката, меѓутоа не сакам да ја цитирам. Беше базирана врз тоа дека се надевам еден ден, не знам кој ден, дека ќе излезиш со нешто и ќе успееш да му помогнеш на детето мое. Не материјално, не од аспект на тоа да биде точно тоа дете, меѓутоа дека ќе успеам да помогнам на таа група на луѓе. И тоа ти дава поттик, тоа ти дава знак дека некој се надева на тебе. Дали било тоа попат на надеж или момент таков дошол, ти дава едноставно надеж дека некој помислиле, може би некош во иднина нешто ќе се случи и ќе има чајре за работава што ми го слашно детево и што ме слашно мене. Можам да кажам дека во фиока имам 2-3 идеи кои што многу е рано да се отпочне да се работа, меѓутоа предстои пред мене време и кариера и животен пат кој што би требал да ми овозможа нештото да го разви. Ти посакува ми втора фиока да отвориш. Фала ти. Да и те ми го ранецо малце. Се медицина, саше ништо друго не зборнавме за тебе. Изгледа дека најверојатно луѓето ќе стекна впечаток дека целокупниот твој живот и животен ангажман и припаѓа на медицината како наука. Не, види, тука имаме, иако пак цел подкаст ни се базира на медицината и моите досегашни успеси, јас сум еден човек кој што... Сега ќе ти поклонам една книга, ама нема да откријаме за каков интерес ми кажа дека станува збор минатиот пат, ама во книгава има таква тематика и ќе ти ја поклонам за да имаш за спомен од подкастот. Фала ти премногу. И мислам дека секако нема да откријаме, не откриваме, да те запозна не откриваме, и да ги инспирираме за тебе и како личност. Ти благодарам премногу и откако ќе прочитам обавезно давам Мораш да ја прочиташ, иначе ќе ти се налутам, пошто книгава е моја. Готово. Што ќе кажуваш, те прекинав, извини. Сакав да кажам дека освен тоа што ова е еден многу битен став кој што ретко кој го знае кај мене. Доста битен став кој што мислам и вреди да се спомни е тоа што мене семејството ми е се. Не така да освен кариерата, освен тој научен пат што допрва би сакал да го дам, мојата првична и примарна цел е да имам семејство, да имам дечиња и понатака да се остварам и како родител и моменталните родители кои што си ги имам да се грижам за нив. Заради тоа што семејството е се. Така да ако го немаш семејството, сакаш биде најуспешниот научник, слободно можеш ова погласно да кажеш. Така да, не, тоа е мојата идеја, значи да имам едно семејство за кое што би направил се во животот. Зборувам за сопруга и дечиње и сакам да се остварам како млад родител, многу. И се надевам дека ќе успеам во тоа нешто, меѓутоа освен науката, тоа ми е
приоритет над приоритетите, така да тоа мора да се знае, така да Ова на младиве се- дами како добра покана ќе му звучи. за се пред се фактички останува се става семејството, па после се останат. Ти посакувам се ова што го каже, реалност да ти биде и стварно Јас фала ти многу за ти честа одма благодарам прифати за- рече дека и си не прател минатата сезона. Да. Ти благодарам за пријатната покана и пријатниот муабет што го имавме и се надевам дека понатака уште многу рекорди ќе турни овој подкаст. Фала ти Саше, значи инспиративен човек си. Една кратка посвета ќе ти напишем и ќе гласи само сакај ги луѓето. Ти благодарам. Размисли, дури ја пишувам посветава, ти да ми напишеш предлог за некој гостин што би сакал да го поканиме и да му абетиме со него во некоја наредна прилика. Ама не ми го кажува името, само да размисли кој прашам ќе го едно напишеш. попатно, заинтересирани сте од здравствена афела или сте Не, заинтересирани? од било која фела ти што би сакал, тебе што ти е инспиративен, тебе што ти е интересен и се разбира да мислиш за него дека би бил добар соговорник и човек за подкаст. Јасно. Размисли. Повели поклон и повели налив да ми го напишеш гостина. Ако имате неко прашање за Саше, не. Си викам че разбереш. Еве. Фала ти Саше, среќен сум што те запознав и верувам дека човештво ќе биде среќно што Да посташ. се надеваме. Фала ти.